Вистинска празнична атмосфера се чувствуваше вчера во тетовското село Једоарце. Во присуство на голем број верници се одбележа денот посветен на светите браќа Кузман и Дамјан, патронен празник на селската црква која го носи истото име и селска слава на мештаните. За прв пат на чествувањето присуствуваше и надлежниот епархиски архиереј митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. По повод празникот митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение на повеќе свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво изврши мал водосвет. О Господи, јави се нам, благословен градиво имја Господе. О Господи, јави се нам, благословен градиво имја Господе. Достојан е Твоје, победи се православни. Во чест на светите браќа Кузман и Дамјан, благословени беа пченицата, виното и колачите, принесени од верниците за телесно и духовно здравје. Сувава дар Христе Боже, во слава и чест на светите безстребреници, Козма и Дамјан, прими го во Твој свет над небесен и мисловен Твој духовен жртвеник. Амин. И го принесува дар Христе Боже, да свидете. Во слава и чест на светите безстребреници, Козма и Дамјан, прими го во Твој свет над небесен и мисловен Твој жртвеник во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Дар Христе Боже, во слава и чест на светите безстребреници, Козма и Дамјан, прими го во Твој свет над небесен и мисловен жртвеник. Амин. Сјако Господу, помиловати ся душа моја. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф го искажа своето задоволство што празничниот ден го споделува со једоарчани. Нека ни е за многу години денешниот празник, драги браќа и сестри. Нека светите Козма и Дамјан, безсребрениците, се молат за вас, за вашите семејства, сите вие кои што имате куќна слава или слава на сите нас кои што славиме овдека во ова село. Нека бидат наши молитвеници пред престолот Божи. Нека не заштитуваат нас, вашите семејства и ова населено место. Навистина ме представува радост и чест денеска да сум овдека денеска со вас. Ви благодарам од се срце за поканата која што добив овдека да бидам денеска меѓу вас. Секогаш ќе бидете во моите молитви и секогаш се надевам ќе бидам овдека добродеден како денеска со голема радост во вашите очи приметив дека сум овдека пречекан. Благодарам уште еднашка за поканата, да сте ми здрави и живи и да се видиме за многу радости и за многу веселби. Нека не честито и благословено за многу години. Традиционално по повод празникот секоја година во Једоарце се одржува така наречената ортија. Оваа ортија се одржува 2 пати годишно, и тоа за Крстов ден и за празникот Свети Кузман и Дамјан, кога кај једоарчани доаѓаат на гости жители на Джепчиште, додека једоарчани им ја возвраќаат посетата на празниците Успение на Пресвета Богородица и на Светиот Анаси Велики Зимски. Традицијата е многу вековна и се одржува до ден денес. Да, на овој празничен ден и на Крстов ден, тоа се 2 селски празници секој па свет тука. Знаете како камено тежи на своето место. Драго ми е што скоро сите једоарчани ги гледам тука се дојдени и тие кои што послабо доаѓаат преку, да речем, годината, за овие празници редовно се тука. Ме радува посебно што за прв пат доаѓа и владиката. Тоа посебно сум горд, инаку сум и член на црковниот одбор во селото. Обавезно сме имале Протамирко редовно ни доаѓал, еве го и тука го гледам и денеска, значи не заборавил. Денеска е Кузман и Дамјан, свети врачи, празник на село Једоарца, црковна слава, некој го слава и дома, по куќите, ама претежно е на црквата. Вси да сме среќни, веселни. Овдека чекавме и Крстоден пред месец и пол. Секоја година е традиционално ова. После сати нешто 2 ќе дојдат на гости од Джепчишта на вечера, пошто за нив га правиме славава.
Они се главните гости, а покрај нив доаѓаат и сите добронамерни посетители. Традицијата продолжува и понатаму? Традицијата продолжува. Ја имам скоро 60 години више, одека сум редовно, од кој знаем за себе. Немало промашено до сега година, а што сме слушали од дедовците и предовците, се слави многу години. Уште од Турско го кажуваа дека е. Традицијата се надевам дека ќе продолжи, што ја гледат има масовност, иако додуше денеска време многу баво, знаело и снег да има и се, не е пропуштено овој ден да нема посети, да не се крши левот. Сметам дека овој ден е многу голем, не само за селото, не индивидуално за нас поединечно. Врача е голем празник кој што се цени и ние не случајно старите го одбрале. Наставуваме со таа традиција, сметам дека и нашите млади, нашите поколенија ќе го продолжат тој пат, таа традиција која многу ни значи и ми се чини дека духовно не одржува како луѓе. Сметам дека на Сета Врача, па и на Крстов ден, на празниците, потребно е повеќе внимание да му посветуваме сите, поаѓајќи од ние што сме навлегле веќе во години, а и младите поколенија да не заборават дека Врача е голем ден. Често ли доаѓате на празникот тука? Па ја, откако памтам за себе, немам промашено година да не присуствувам на овој чин и ми се чини ќе наставам се до крајот на мојот живот, а задоволен сум од сите овие обичаи и од посетата на луѓето, за мене тоа многу значи. Според црквата светите браќа несребреници Кузман и Дамјан, откако го изучиле лекарскиот занаед, со благодат од Спасителот започнале да лекуваат болни и немоćни. Освен што со својот допир ги исцелувале болните, тие и ги подпомагале бедните и сиромашните, разделувајќи им го имотот оставен од нивните родители. За време на својот живот тие многу пати биле наклеветени дека се занимаваат со магиски вештини, а зависта на некои од луѓето отишла дотаму што еден нивни поранешен ученик намислил да ги однесе на планина со намера да берат лековити билки и таму ги убил. По нивната смрт светите браќа биле прославени со многуте чуда на нивните гробови, а верниците им се одолжиле со подигање на многу храмови во нивна чест.